Здраво, Марио, како си поминуваш вечерва? Здраво и на вас. Се поминувам одлично и многу сум среќен што се гледаме по втор пат и што сте присутни како единствен шоубиз медиум овде на доделување на овие инфлуенсерски награди, како ти се вика и вето. Постојат инфлуенсери кај нас? Па види, не можам да кажам дека не постојат. Тоа дека многу касно го прифативме тоа како професија е реална ситуација, меѓутоа постојат. Така што давам едно признание, затоа и вечерва сум овде. Што за тебе представува зборот инфлуенсер? Јас го третирам зборот инфлуенсер баш онака како што Google го третира. Човек кој има влијание на еден или повеќе луѓе. На било кој начин и било каде. Така што тоа е инфлуенсер за мене. Знам дека ведно перен малце зборов, дека народов не го милува многу, дека не му е верно како некој може да заработува толкави пари, па веќе се со ваква професија, меѓутоа дека тоа постои, така што не можам да го деградирам. Кажи ми, зашто ти не доби вечерва награда? Па види, ја секоја година ме повикуваат на убавено и здравје да доделување на овие награди, меѓутоа никогаш не добивам награда. Рака на срце, што би кажале стариве, нит се пријавувам на тие категории за New Stars, нит сум New Stars на моите скоро 30 години, а втора работа, може и не сум им доволно инспиративен на тие што ги доделуваат наградиве, така што горе-долу неам траума од не добиена награда. Се надавам дека еден ден ќе го достигнам тој врв и убавен и здравјен додели награда за инфлуенсер, например, у бодибилдинг. Нека слушат убавена и здравје и до година. Убавена и здравје, слушате до година. До година или јас светува. Ама не мој у бодибилдинг. Јас се зезам само. Нешто што е ќе пуштам брк па за брк да добијам. Боже, така. А ја апелирам константно за машко здравје и еден сум од ретките што тоа јавно го експонира со операција и така натаму. Не се сега да не должам, ама генерално поддржувам новембер као месец за машко здравје. Марио, имам уште едно прашање за тебе, надвор од овие теми. Ме интересира твоето мислење за OnlyFans. Моето мислење за OnlyFans може да биде контроверзно, а може да биде и неконтроверзно. Од една страна имам апсолутно разбирање за луѓе кои одлучиле фотографии своји или видеа да споделуваат со маса на луѓе кои за тоа ќе платат да го видат. Горе-долу мислам дека сексот е прецената работа и дека не е нејасно зашто се уште тоа е табу тема во нашава земја. Ако тоа некој одлучил без срам да го пласира јавно, ја не сум тој што ќе се земе за право да го суди. Од друга страна, дали ја би отворил OnlyFans, мислам дека не, затоа што некако примерно ми е и музика и едно и друго. Треба птен да пропаднам за да отворам OnlyFans. Во оној момент кога ќе видите мој OnlyFans акаунт, знаете дека немам што да екзистирам. И тоа ми е последнава станица. Немам против, али би го отворил у тој случај. А дали тие што имаат OnlyFans се пропаднати? Не, за нив може би тоа е почетната точка, за мене е крајната у случајот. Секој различно ги перцепира работите. Така, ти благодарам, Марио. Нема да што.